Неможноста да се купи онлайн билети за локалните автобуски линии, бродскиот превоз или пак за посета на некој од туристичките локалитети и музеи е еден од главните проблеми со кои туристите се соочуваат при посетата на Охрид. Многу малку е застапена и можноста за плаќање, дигитална рецепција, продавници, нешто што во најголемиот дел од европските туристички дестинации веќе успешно се применува. Тоа е проблем на туризмот, затоа што туризмот подразбира многу услуги. Значи, туризмот не е само сместување, храна и посета на институции од областа на културата, туку туризмот е се она што ние секојдневно го живееме тука во градот. Андреевски вели дека треба да се работи уште многу за да сите тие услуги гостите ќе можат да ги добиваат. Меѓутоа и на квалитетен начин, а од друга страна пак компаниите од областа на туризмот да имаат бенефит од тие информации, да ги користат на најдобар начин за да добијат конкурентска предност во однос на други дестинации. А можности и решенија постоја, треба само желба и волја да се инвестира во нови и современи трендови. Може да понудиме навистина интересни решенија во насока на повеќе смарт апликации и Охрид да стане на смарт околина, односно апликации од кои што би помогнале при дигитализација на резервации, при дигитализација на превоз, на паркинг, па ако сакате и безбедна храна. Еден таков проект предвидува малите хотелиери и луѓето кои издаваат соби на микрониво да влезат во процес на дигитализација. Ќе бидат вклучени околу 300 микросубјекти од целиот регион, за кои ќе биде обезбедена и обука. Да ги осознаат каков е патот на нивните гости, значи од идејата дека треба да појде на одмор до идејата дека баш треба да дојде, не знам, во Пештани, во таа и таа вила. И на крајот на денот податоците да не останат кај нас, туку податоците да бидат кај нив, да можат утре за наредната сезона да го има податокот од гостинот XX, од местото тоа и тоа, кој што спал толку и толку вечери, со мел тоа и тоа, и да може да му го продадат истиот аранжман. Ако сакаме азијски туристи, тогаш треба да овозможиме и плаќање преку мобилни телефони, со мобилни апликации, апликативни решенија, букирање, дигитализација. Сушност па дури и сигурноста во дестинацијата. Агенцијата за туризам во 2019 година стартуваше со 100% онлайн маркетинг рекламирање на самата дестинација. Оттаму најавуваат отпочнување со програма туризам која ќе се реализира во соработка со туристичкиот сектор и одредени министерства. Таа ќе биде толку применлива и брза колку што ние ќе се потрудиме да се промениме и да ја прифатиме. На дебата која неодамна се одржа на Факултетот за информатички технологии во Охрид беше речено дека дигитализацијата на туризмот е процес и оти проблемите се секаде исти во регионот. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски.